Малевски да интервенира во еден дел од дискусијата на господинот. Ми се допадна експозето на Антонио. Нешто што е дел од таа македонско-грчка историја. Тоа беше еден разговор кој што го имав со генералниот конзул на Грција во Македонија 91 година, во услови кога не беше консолидирана демократијата, значи одлуките, како што реков, ги носеше председателот, председателот и јас ги пишувавме документите, излегувањето надвор и така натаму. И тоа беше надворешната политика на Македонија, а грчката политика сепак беше страутно назабена и беше ужасна кон нас, нели, со блокади и со се. Во тој разговор јас го прашувам генералниот конзул, добро, што е тоа што во нашата политика, кај председателот Глигоров и кај мене, го наоѓате за фалично? Има ли нешто што не е во ред? Тој ми вели нема. Па што е проблемот? Има други во Македонија. И тогаш сватив дека всушност стратегијата да се испровоцира конфликт беше пуштена во оптек. А имено, грците не можеа, кои не следеа секаде околу кај што одевме низ светот, со едно прашање: дали сте вие потомок на Александар Македонски? Јас се смеев на тоа, викав, тој со вас шета, на плажа е, тамо го гледам. Не одговарав на тоа и мислев дека е смешно тоа прашање. Но тоа беше една постојано провоцирање да излезе на површина она што сега они го дефинираат како иредентизам, национализам и кога имаат веќе казус белли. Еве, за ова ние се бориме. Не ни подадоа рака тогаш кога, да речеме, имаше една поинаква атмосфера за да тргнат работите во таа насока, туку напротив да се испровоцира појава на она што се нарекува македонски национализам. Се разбира сега воде кај нас, многу луѓе викаат од кај македонски национализам, зар има воопшто? Па кај што има нација, има и национализам, нели? Ако сме нација, тогаш мора да има некаков национализам и тоа се тие приказките за поделената татковина, за обединета Македонија, тие работи кога ќе излезат на површина, тие викаат тоа е тоа што нам ни пречи. Меѓутоа, она што е интересно, како моје искуство е дека тие го провоцираа тоа, го чека, го бара, го добија и сега можат да седнат назад. Затоа, она што на почетокот го кажав, е потребна еден вид дистанцирање преку градење на една поинаква надворешна политика која што ќе ни обезбеди и внатрешна кохезија. Оти ние се кршиме внатре сега. Тоа е големиот проблем од ова надворешно политичко прашање. Ние мораме да изградиме единство. Ако од тие разговори што би се воделе меѓу сите, произлезе истата политика, симнуваме капа, тоа е нашата политика. Ама очигледно не, очигледно има и други ситуации. Тоа е многу важно за за македонската демократија и за нашата иднина. Добро, окей. Thanks. Благодарам, професоре. Ќе кажам уште една ствар, не доцниме со агендата, би замолил да колку имате прашања да ги поставите за време на паузата, на кафе паузата, а после кафе паузата следи тркалезна маса на која што ќе имаме и други почитувани говорници кои што ќе дадат свој допринос секако во понатамошната дебата. Благодарам.